Почитувани мои, добар ден. Претениците го запреа растот на функционерските плати, судиите и обвинителите незадоволни. Реакции пристигна уште пред гласањето. Судиите се пожалија дека им било ветено зголемување, јавните обвинители порачаа дека законите ја гарантираат независноста на јавните обвинители во вршењето на функцијата, а примањата по основна плата се единствени приходи на јавните обвинители. А судскиот совет вели судовите нема да функционираат нормално ако не се зголемат платите на судиите. Малку им се парите, а имаат доверба од 2%. Дали ќе им се зголеми довербата ако коефициентите се покачат? Тоа е она што денес го прашуваме во ова најново издание на Црвена линија. Сега ако имаме прашање до вас и доколку не заследите сега веднаш на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме, заслужуваат ли повеќе пари нашите судии? Имате две опции за одговор. Да, не кликнете на опцијата која што е вашиот одговор во проценти пресметано резултатите, како и секогаш веднаш по рекламите, таму некаде пред крајот на ова издание на Црвена линија. Но сега сме на самиот почеток на ова издание и секако напомена пред да започнеме со вас и нашата дискусија за овој ден петок, подсетување дека нормално преку коментари можете и споделувања да земете учество во оваа дискусија и на социјалните медиуми. Поточно заследете не на Facebook Црвена линија, тоа е нашиот профил. Ке ве подсетам да го заследите и профилот на Телма телевизија, бидејќи таму редовно ги истакнуваме нашите теми. Но најмногу ќе ни биде драго доколку бидете дел од ова издание на Црвена линија. Затоа е доволно да го завртите нашиот веќе добро познат телефонски број 02 307 0005. Напомена на самиот почеток, се разбира мора да повторуваме, бидејќи можеби некој од вас и за прв пат ќе се вклучи во контактна емисија, намалите го целосно и тонот на телевизорот, како и вклучувањето да биде преку зборување исклучиво во слушалка. Значи да не се вклучува спикерфонот, интерфонот, се со цел да имаме подобар квалитет во слушањето. А ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, ете го гледате прашањето за денес, дали ќе им се зголеми довербата ако коефициентите се покачат, се мисли на судиите. Ако сте подготвени да почнеме веднаш со вас, да видиме дали го имаме и првиот гледач, се разбира, на Црвена линија за овој ден. Добар ден. Добар ден. Најверојатно другата страна се уште се преземаат податоци, како и да не заборавајте по вртењето уште еднаш да напоменам да го намалите тонот на телевизорот. Исто така за она за што зборуваме, секако ќе ве подсетам да кликнете и на telma.com.mk, пред се ќе бидете навремено, целосно и добро информирани и да се задржите на следниот наслов. Поточно над 1000 функционери нема да добијат ново покачување на платите, односно платите на 1000 функционери нема повторно да пораснат. Едногласно и без дискусија пратениците им ги намалија коефициентите и со тоа нема да им биде одземено ланското покачување од 78%, но барем за сега се стопира растот на нивните плати. Сега треба да се најде начин да се ограничат платите на директорите што ги назначува владата. Добар ден, ако го имаме и првиот гледач. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Па дали ќе им се зголеми довербата во работата на судиите ако коефициентите се покачат според вас? Никако нема да им се зголеми довербата. Ја би направил комплет реизбор на сите судии во оваа држава, кој заслужува, кој не заслужува да биде избран судија или обвинител, и комплетен реизбор на обвинителството од највисокото до најниското обвинителство во Република Македонија, па да видиме кој има дигнитет да ја работи оваа работа и да видиме како ќе се понашаат кога ќе има нова влада, па малку да ги заостри овие работи што се дешаваат со мито и корупција на највисоките правосудни органи. Значи, никако повишување, јас сум за комплетен реизбор,
па кој не заслужува да добие шут карта, да не се изразам на подруг начин. Добро, дали е тоа се? Имате уште нешто да додадете? На оваа тема тоа е се. Добро, благодарам и со вас почнавме и отворивме црвена линија во овој петок. Благодарам за учеството. Секако топло препорачувам да останете со нас и да слушнете по вас останатите гледачи што ќе кажат како свој одговор. Добар ден. Добар ден. Продолжуваме понатаму да се навра... Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во црвена линија сте. Да. Па еве според вас дали ќе се зголеми довербата во судството ако коефициентите се покачат? Намалете го тонот на телевизорот. Намалење? Добро, повелете, ве слушаме. Сега за коефициентите не знам да ви кажам, не сум толку стручен, меѓутоа јас би рекол вака. Судиите се наши представници и тие стварно имаат тешка работа, задачата им е јасна, нели? И треба им они да имаат доволни примања за сето тоа да го остварат. Тие мора секој ден да се дотерани, нели така? Дали врз основ на изгледот се стекнува довербата кај граѓаните во работата на судството? Па како не? Па и тоа е битно. Добро. Не може тоа. Сега, јас викам, нека им се зголемат платите толку добро, да добро судат. Меѓутоа, да не се намалуваат на граѓаните. Значи, платите треба да идат паралелно и на граѓаните. Значи, треба да им се зголемат. Во ред, Треба да им благодарам се многу. зголемат. Так. Мола? 90 секунди е време траењето на излагањето. Останува да ви се заблагодарам за вашите одговори, секако за учеството во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и во ден. Најбов ден и вам во црвена линија сте. Повелете. Благодарам ти на. Дали платите на судиите им се големи, мали или средни или никакви? Дали ќе им се зголеми довербата во работата ако коефициентите се покачат? Па човекот по изгледот не се оценува по карактер, како се понаша, како се однесува. Значи тоа дали он заслужува, колку е писмен, колку е начитан, колку има свест и ум и разум на расудување на работа. Така? Добро, Ја мислам дека прочитав некаде и за судиите. Како беше тоа, платите на судиите нешто, таму прочитав. Така? Да, зборуваме еве дали ќе се зголеми довербата во нивната работа, доколку се зголеми коефициентот на тоа. Довербата како може да им се зголеми, кога и тие пари што ги работат, значи што ги земаат, не им се изработени. Прво, јас сум, значи, како некој си од власта, треба да се направи пресек на една работа. Значи, колку изработил, како ги донел пресудите и треба да има, значи, контрола на тие пресуди, како се изречени и дали се по норматив изречени. Значи, секој еден може што сака, не може. Пример, полицаец со трето оделение ме застанува и на лице место ми пишува казна, а членот му е напишен на телефон по кој член. Значи, прво судиите се тие кои што треба да изречат казна. А полицијата е само да констатира прекршок. Значи, тука е тоа довербата за коефициент изголемување, не знам што. Зборам за тие работи. Благодарам. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, драга Тина. Голем поздрав и до вас во црвена линија сте. Повелете. Поздрав од Неготино. Поздрав и до сите кои што не гледаат во Неготино. Коефициентот се покачи на судиите. Довербата во судството е 1%, а сега може да е 0,1%. Никогаш не би била поголема и никогаш нема да биде зголемена. На нив плата да им даеш и цела вреча не им е доста. Нека што взимат плата за од 1500, од по 150.000 денари, 104, туку взимаат плата од клиентите и се поврзани со судии, со адвокатите, и од таа страна и од два страна се поврзани. Правиот е крив, кривиот е прав. Одиш во судство, уште не влезеш во судница,
те нарекуваат обвинет. Значи не се дал пари, па нека кажа што сака. И после ќе и број салфетките узама, ќе викат ајде ти влези. Ма има многу што да се зборува туку. Што да кажам поправо? Имам цели реферати да напишам надив. Според вас заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Најкорумпирано. Еве и одговор да добиеме на анкетното прашање на Инстаграм. Заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Не заслужуваат, тие и без пари треба да судат. И треба уопште да не постојат у Неготино. Оти најкорумпирани се. Кој влегуваат во судница, сите излегуваат на кејот се освестуваат. И сега му направија клупа на кејот од озгора врз цементираниот мермер. Благодаря многу и вам за учеството. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ало? Да, ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Па видете вака, сите замерки на Европската Унија што ни се за пристап, значи во Европска Унија, сите се претежно се на судството. Значи судството ни е катастрофа. Па сега уште да ги донаградиме. А зошто? Кога веќе се слаби, кога веќе од нив зависи дали ќе влезиме во Европска Унија или нема да влезиме. Едни од кои што зависи се тие. Корупцијата. Корупцијата е кај ни, фала Богу. Па еве, сметате ли дека повисокиот коефициент на плати всушност ќе ја прекине корупцијата? Па зашто повисок коефициент на плати? Што ќе биде? Тие си го прават коефициентот како што сакат. Играт коло со адвокатите, со обвинителите, со цела таа фела, си се фатени едни со други, си прават плати какви што сакат, земат пари какви што сакат, така да мене ми се чини дека нема потреба покачување и нема ништо да допринеси то покачувањето. Има доволно пари. Порано, знам, се сеќавам, не наградуваа спрема работа и работни задачи. Ни дава работни задачи, спрема то не бодира. Па и тие треба да бидат. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Останете си како и понатаму со нас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Значи вака, не треба да имаме судии кои ќе зависат од владата како ќе му наложи да вршат судење или не судење, корумпираност или не корумпираност на одредени лица во одредени политички партии и за одредени политички цели. Значи треба да имаме независно судство, а судите треба да заслужат вистинска плата според работата што ја работат. Како што секој работник треба да заслужи плата за она што го работи и за кој има работно искуство, а не според партиска или одредена друга цел. Да се разбереме, во оваа држава дури имаме корумпирано судство, корумпирана полиција, корумпирана било каква власт, да речеме, работите ќе идат само на назад, ништо нема да иде напред. Да се разбереме, треба да има работа и само работа, а корумпираноста и дали доколку според вас еве коефициентите се покачат, ќе се намали корумпираност? Секој судија си го заслужуваат она според кој е тој овластен да работи и тој треба да има плата спрема работата што ја заслужува. А ние, како странки, треба да видиме задоволни од тоа што ќе сработат, а не да чекаме да некој друг војко, владика или пријател или роднина да ни заврши работа преку судијата, дали било кривично дело или пауш. Благодарам многу за вклучувањето. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но секако додека траеме напомена дека можете повторно да се вклучите во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Еве, јас можам самата себе да се слушнам од другата страна. Дали ме слуша гледачот? Добар ден.
Ете, зошто еве вака Добар ден, намалете го тонот на телевизорот, ве замолувам. Ево го намалив тонот на Целосно, на телевизорот. нула, целосно. Да зборуваме преку слушалка, телефонски. Ало, Во ред, дали се слушаме дали добро? сега се слушаме? Јас ве слушам одлично. Можете да почнете, во црвена линија сте. Да, сега. Јас се јавам од Охрид. Поздрав. Ало? Дали ме слушате? Да ве слушаме, продолжете. Имам еден проблем кој се леска. Имам еден проблем со судот. Ало? Напоменав, најверојатно не направивте тоа да се намали тонот на телевизорот. Токму поради тоа не можете да ме слушнете, имате чувство дека не се слушаме. Ајде, ќе одиме со понатаму, значи еве практично можевте да видите како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот. Понекогаш навистина може би сме ви досадни со повторувањето на оваа напомена, но неминовно е да биде така, пред се да не се губи време во тоа дали добро ќе се слушнеме. Како и да продолжуваме, прашуваме дали ќе им се зголеми довербата во работата на судиите доколку коефициентите се покачат. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Дали мали им се плати да уши им се покачи, а? Не е срамота? Тие треба само да живеат? А другите што да прават, ај кажете, а? Али не е така. Дали сметате еве дека ако се зголемат коефициентите на платите, ќе се намали корупцијата во судството и ќе се зголеми довербата? Не, ти кој си е корумциран, ти си остане до крај. Не може да се намалат. Научени, рака научена не се одучујат, да не буцкат. Ја така мислам. Така, добро, ве слушаме, продолжете. И сега друго, тие само треба да живеат, а ние да земаме ние пензија по 14.600, 600 денари само покачување, а? И струи да плаќаме големи за албанците и све, докај бидуе това, а? Али не, јас не сум во право. Кажете ми, а? Не е ова добро што се правите. За како да и гласаме? За кого? Сега ако дојде за гласање, ја мисла жена да дојде преседател ќе ја оправи државава, да биде Гордана Силјановска, Дапкова. Инаку со овие црепој ништо не правиме, Рами. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Уште еднаш ќе ве потсетам, кликнете и на telma.com.mk, задржете се конкретно на овој наслов, над 1000 функционери нема да добијат ново покачување на платите и потсетување дека на овој потек на пратениците всушност најде и на бројни реакции. Сдруженијата на судиите и на јавните обвинители го нарекоа неприфатлив. Судиите очекувале дека по 6-годишниот диалог со владата ќе дојде до зголемување, а не до намалување на коефициентот, а обвинителите посочија дека ова нема да придонесе за нивна финансиска независност според меѓународните стандарди. Сојузот на синдикатите го смета за лицемерие и бараат функционерите да ги вратат 78% или да им го дадат на работниците. Како да ве прашуваме денес, дали ќе им се зголеми довербата на јавните обвинители и судиите, односно во нивната работа, ако коефициентите на платите се покачат? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Да, дали ќе им се зголеми довербата? Видете вака. И 1.000.000 евра да му дадеш на месец, тоа ти е како волкот. Значи, не му е доста една овца. Тој во стадото ќе си коли цела ноќ, цела ден. Не вреди од тоа. Ја дури нивната плата сега што е, би му ја одзел и би му ја дал на пензионерите со ниско примање и на работниците со ниски лични доходи. А
Сега, дали судијата ќе суде право или криво, тоа зависи од политичарите, бидејќи тие се под притисок на политиката. Секоја власт си поставува своји судии, за да може да ја годи работата како му одговара ним. Значи, лоши се законите што се донесени, вика вака, може, вика, за ова дело од 6 месеци до 6 години. Значи, ако ја украдам 5 милиона евра, може од 6 месеци до 6 години. Ама вие сте судија, ја ќе ви праснам там некоја милионче, ќе бидам 6 месеци и помилување, месец и пол, 2. Тоа е едната се страна. добро Другата платени, страна, ако имаат повисоки примања, дали ме слушат? Да суди правилно, ќе биде отстранет или ќе... Добро, благодарам многу за јавувањето. Еве, она што сега во продолжение и понатаму ве прашуваме, дали сметате дека ќе се зголеми довербата во работата на судството, доколку се зголемат коефициентите? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Мислите коефициентите за покачување на плата или за покачување завршена работа, успешно? За не, коефициентите кои што се намалија, или... А за плата, значи? За така, пари. повисоки плати. Да, нема. Колку сака нека ги намалат или нека ги покачат, доверба се добива со успешно завршена работа, а не со зголемување или со намалување на плата. Тие сите и суди, и политичари, пак сакат и образование, и здравство, се покаже успешна работа. Успешно завршена работа според закон и правила во нашава држава. Тогаш ќе се зголеми довербата. А кај политичариве, довербата, треба овие гарнитури све да се заминат, да поминат па барем 5 години, па полека да почнеме. Тоа е моје мислење. А еве според вас дали зголемувањето на коефициентите на платите всушност ќе намалат и корупцијата во судството? Па не да ви кажам. Тој што си е научен да си работи на таков начин, без разлика колку му се примањата, пак ќе си биде коруптивен. Мислам дека нема тоа да влие. Кај нас тешко влие тоа. Добре. Јас сега веќе не ве слушам касно и тонот, меѓутоа тоа е моје мислење. Така, благодарам многу. Мислам дека ова нема да вроди со плод. Благодарам, така, пријатно. благодарам многу секако и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Подсетување и дека преку коментари и споделување можете да го искажете вашиот став и на социјалните медиуми, поточно на нашиот профил Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата. Да вклучиме гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Добар ден, поздрав до телевизија Телма, поздрав до уистелката. Голем поздрав и до вас секако. И до сите гледачи на ваша и наша телевизија. А без судиите треба да се избркаат. Што работат они само за платате. Не ни треба нас вакви судии, да ви кажам право. Не ни треба вакви судии. Не 1% има доверба. И што уште си се малили плати имаат. Изголемија 78% платите. Уште малце ни се платите. Абе не насидни луѓе овие. И што судија ништо немаат покренато по обвинение. Еве обвинител за јавен обвинител што го унеса, што еве година дена колку обвиненија покрена. Нема ни едно. Ова комисијата што е ова корупцијска комисија понела 50 кусур барања, ни едно барање нема покренато на суд да некој не решат тие барања. Ништо. И уште пари бараат, уште малци им се пари, како не се насити, како не се срам, ба и ништо не работат. Луѓето пензијички зимаат по 12-13 илјади, не можат крај со крај да вадат месецот, овие не наситни. Кај ќе им оди душата, кај малци имаат ли осет, малци имаат ли чувство, имаат ли барем малко човечко чувство. Нема ти суди, политичари, се е исто тоа, се на куп да собереш и не знам кај ти тераш. Бидете поздравени, фала на стопеното време. Благодарам, бидете и вие поздравени. Секако големо благодарам и вам за учеството. Сега малку ќе ве префрлам на Facebook, профилот е Црвена линија, за следете не уште една напомена и продолжете и со коментирање. Објавата е како и секогаш низ фотографија, прашањето е истото она кое што го поставуваме и за гледачите во рамки на емисијата, дали ќе им се зголеми довербата ако коефициентите се покачат.
Го имаме и првиот коментар на Винг Чун, кој што напишал: политичарите се сложни сите, само кога се работи за нивните плати. Колку и да им се високи примањата, ке владее мито и корупција. Затоа треба да се намали бројот на министерства и пратеници, управни и надзорни одбори, администрација дупло да се намали, да се забрани политичко вработување на олевци, долевци, лепачи на плакати, да им се одземе, укине имунитет за да одговараат за своите постапки, а не да ги менуваат партиите ко чорапи, да се укинат и патните трошоци, да им се даде возен билет, па ко воли нек изволи да се вози во ЈСП. Ние ве прашуваме дали ќе им се зголеми довербата на работата на јавните обвинители и судиите ако коефициентите се покачат. Што мислите? Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Дали ме слуша гледачот или гледачката? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, повелете, ве слушаме. Да, господја Тина. Господине Златко, одамна не сме се слушнале, па еве што ќе кажете на ова прашање? Ви благодариме на вас и нашата и ваша Телма телевизија. Имајте убав ден. Ќе кажам тоа дека кај народот се стекнува довербата кај народот. Многу предмети се нерешени, многу појави обштествени, до она најзадната во прилеп, треба луѓето да работат дењи и ноќе да ги заработат парите што ги добиваат, а не да им диктираат од владата, од центарот на моќта. Таа е независна судска власт. Не може тие да имаат доверба кај народот ако не сработат ништо. Ви благодарим и имајте убав ден. Благодарам многу за јавувањето. Сега ако продолжете да не гледате како и секогаш. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас во Црвена линија. Па дали треба да им се зголемат коефициентите? Па да ти кажам дека е малку и смешно ова, пошто довербата е 1%, значи немаме никаква доверба во нив и како бараат да им се зголеми коефициентот. Меѓутоа, една друга работа сакам да кажам. Во судството, повеќето од парламентарциве, сите нивни деца се во ова академијата, сега ги примија на Џафери, на Цветанка Илиева, ќерки, синови, и сега како они, например, што направија сите овие неправди во овие 7 години, како ќе се обратат, например, ќерката треба да ја суди мајката, пример давам. Така, ете ради тоа, сите парламентарци ги имаат своите деца вработено во судство. Према тоа, уште не знам колку години. А еве дали ако се зголемат коефициентите на платите, ќе се намали коруптивноста во судството? Во никој случај. Ја мислам ќе се зголеми. Они се научени на повеќе пари, на таков начин на работа, разбирате. Да работат правилно би било друго. Заслужуваат ли повеќе пари, еве? Кој ќе биде вашиот одговор, нашите суди? Никако нема да се зголеми довербата уопште. Поред, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, да се доискажам ако може. Секако повелете. Видете вака. Значи, во затворите се полни од обичниот народ. Некој превозувал некој мигрант, некој со дрвца го фатиле, некој ситни работи, затворите се полни од тоа. Ја досега не сум чул за овие кратците, овие багабонтите што зимаат милиони да е осуден некој. Ајде речете ми вие, зошто тие не ги судат? Ако ги осудуват тие да бидат во затвор, значи тогаш да, аферим, нека му се качат. Ама ниту еден, кажете ми кој од овие апаштоците државата ја клекна од крадење, а ни еден нема затворено. Тамо ќе одиш, ќе видиш се некој како низ некоја брдо тркалени, се такви се во затворот.
Нема од овие големите Дали еве крачки. зголемениот коефициент на платата ќе ја зголеми ефикасност? Не. Само може да му се одземе и таа плата што ја има и пак нема да му дојде паметот. Бидејќи се поврзани тие со политичарите, со власта. Не може. Само од страна некако ако може да се направи и тоа. Инако наши која власти да дојде не бива за апашите. Само за суди има за сиромасите, за обичниот народ. Разберете еднаш. Да му турам во уши на некој да разбере. Благодарам многу. Сега кога ве разбравме, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Ова ми сега ова се зборува за судии, тако им се качат довербата, не? Да, ако се зголеми коефициентот на платите, дали автоматски ќе се зголеми и довербата во судството? Изгледа многу брзо народот заборава наш. Тефтерчето кога беше на Јанкуловска и на ВМРО, кога беа примени суди и јавни обвинители тамо што беа, дека и нивни исто сакат си прават. Истите, многу фино им рече тој професорот што беше и на Фрчковски. Ова вика, ако нели истрага да се направи порекло на имовина едно друго, се заврши од тоа ништо, си дадо оставка, судот си остана како сака. И никој не може земал пари од ВМРО и тој да суди. Не бе, брате, нема да суди. Може голтар некој као мене да го суда затвор или да му земал што сакат, како што ми земала. И што сега? А еве според вас дали зголемениот коефициент на платите ќе ја намали коруптивност? Не, ако се судам со некој што е близко со, еве ако победи и ВМРО, ако се судам против ВМРО, как ќе ги добијам ја? Никој пут нема да добијам. Никој пут. 100 години да се судам. Ама опилушија све. Според вас еве заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Ма как ќе бе пари бе? Абе порекло на имовина и да видиме кој вреди, нека остане, нека суди. Тогаш нека се зголеми плата. Ма додека? Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Виде вака без навреда, значи ова прашање го третирам на ранг, да речеме за деца во предшколска установа. Не пред овие забавише градинка каде беа тие од 2 години нагоре што ги примаат там родителите. Знаете зашто? Не дека вези вас имам нешто против, апсолутно, него ми беше мовето и 10 пати повеќе да земат пари, пак ќе си бидат истите овие суди, истите обвинители, адвокатурата, све ќе си биде исто. Ќе функционираат за мене, за тебе, за овој, за оној, ама за ајкулите нема да функционираат. Значи, кајманите и ајкулите ќе си ја бркаат работата како што сакаат. За ова судство да профункционира како треба некоја власт, ама не под закрила на Америка. Значи, на Америка и на Британија никако и Европска унија. Тие више заборавете таа работа. Тие го креира ова судство вако како што е, никако. Напротив, имаше многу критики во однос на работата на судството. Не им верувам, од нивна страна ли е? Од тие невладини? Ако од тие, немам, маленте. Знаеш, дори се осеќам понижен. Знаеш, ми ја понижуваат интелигенцијата. Не сум некој интелигентен, ама... А треба ли да им се покачат платите еве на судиите според? Не, ништо, треба да се избркаат од работа. Не плати покачување. Марш, надвор да ги нема. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Вака се јавувам од Скопје, ме заинтересира баш темата што ја имате дадено на Телма. Добро. Би сакал да кажам во врска со судиите овде, што се и со судството воопшто во Македонија. Значи, вака, јас имам првостепена пресуда во моја корист, второстепена пресуда во моја корист. Врховен суд ја преначува пресудата. Тоа е крај на ова. Тоа е факт дека првостепена пресуда, значи добива
после 4-5 години со трошоци, судски, адвокатски, не знам тамо што све. Втора степена потврдува пресудата, меѓутоа Врховен ја пресудува. Каде е казната, например, да кажа зашто првостепена и второстепена не реагирале како што треба. Дали ако се зголеми коефициентот на платите ќе има подобри реакции според вас во работењето? Некакви плати, значи судиите, значи одделни суди, не зборам за сите. Значи си ја вршат својата работа, окей, во ред. Меѓутоа кажете ми вака, Врховен суд значи има право, да, по закон. Ја приначува пресудата, меѓутоа ја приначува и директно без жалби, без било што. Иако двата суда, претходни, првостепен и второстепен, ја потврдуваат пресудата. Така, благодарам многу и вам за учеството. Напомена 90 секунди е правилото за едно вклучување, но додека траеме секако оние кои што сакаат дополнителни 90 секунди, завртете го повторно нашиот број. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам. Види, Тина, сега, и да им се покачат платите, овакво, истото судството ќе остане. Сега, мене судството многу ме загрижува. Имам и ја судски така предмети, се влечат и што каже еден гледач пред мене, не дај Боже да се судиш од партије. Све е врзано, све е некако подмачкано, све е многу чекање. Станува банално, се одложуваат без причина рочиштата. Не дошол судијата, не дошол адвокат некој. Па и ако имаат поголеми примања, дали сето тоа ќе биде поинако? Не, ништо, нема. Сега, нешто друго, Тина, што е уочливо више во оваа држава, види. Уочливо е ниедно од партиите, и од власта, и од опозицијата, не кажала да донесат од страна судии. Од страна судии. Не понудиле. Знаеш зашто? Зашто им одговара вакво судство. Им одговара и на власта, и на опозицијата. Си имаат своји луѓе во судството. Ете, читаме по весниците, например, Дуи кои се у обвинителство, судство, СДС кој ги има. Еве, кој ќе биде одговорот, заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Не. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Сега ко одговор на ова прашање можете да дадете и доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија, ве слушаме. Па вака, некои сознание колку што имам за судството, сакам да кажам некои мои мислења. Прво, судиите и ова што го се случува овие 20 на години од судството, бара да се зголемат платите за да не бидат подмитливи, но они претера. Не си ја бркаат работата, не си ја вршат работата, судии се. Како може некој предмет да има по 10 години да стои у фиока? Колку што имам сознание, порано беше поинаква работата. Секоја недела се проверува кои предмети се оставени, дали се вратени, дали се решени, но сега ова е непоимливо. Јас сум жена од над 70 години. Има во фамилијата судии и правници. Во е не можам да се изразам вака, дури се ежам што кажувам, што зборувам. Па сметате ли дека поголема мотивација ќе биде ако ако се се зголем? Не дозволи да се покачат платите. Прво нека си ја завршат работата, па потоа да бараат покачување. Во е ненормално. Па уште ќе тужат, ќе се жалат. И обвинители и суди дали завршија работа. Ако имаше некои предмети нерешени, требаше да кажат човекот е исправен или да го решат делото, а не да поминува така. Згрозени сме од ваквите работи. Згрозени. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Благодарам. А вака, одека малку ме буни ово, вика, дали ќе се зголеми довербата во судството, ако коефициентот на платите се покачи.
А јас би рекол обратно. Зашто судиите не се потрудат да го применуваат словото на законот? Законот каков е, таков е напишано, све што треба они да направат. Значи да донесат правилни пресуди. Не договарани, значи подплатени и слично, и тогаш на некој начин да си го заработи, како оној што копа во нивата, треба да ископа 400 квадрата за да земе дневница. Тој во судот треба да го спроведе делото до крај, да донесе меродавна одлука, значи прекршителот да биде казнет, оштетениот да биде оштетен, да му се надомести оно што го изгубил, и за сметка на тоа, значи и нивниот, значи, коефициент ќе се зголеми, и доверба, и личен доход и се. Меѓутоа, само еден прост пример. Во Охрид наш судија, кој што има за 2 лица кои што погинуваат во сообраќајка, 30 тешко повредени инвалиди се, значи нема шанса да оздрават. Го осудува, значи обвинетиот го осудува на условна казна 2 или 4 години. Па каков е тој судија? И како да има тој доверба, како да бара личен доход поголем? Па има абсурд. Ја ми се чини дека... Ке посетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам за учеството. Продолжуваме со вас секако. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Повелете. Дали ќе може да се малку, како да кажеме, довербата за судството? Да, ако се зголемат коефициентите на платите, дали ќе се зголеми автоматски довербата во работата на судството? Да. А дали некогаш ќе се направи една добра реклама за земјоделците, дали ќе добијат добра плата? За судството и за покачените плати на овие што работат, што се увлавата, значи точно треба се живо и диво да им се земе. Ве слушаме, продолжете. Мислам дека не заслужуват и они се најголемите арамии у цела Македонија. А дали ќе биде подобар квалитетот на работата ако имаат поголеми плати според вас? Не. Те се што имат нека им се земе на тие таму усуството. Значи не заслужуват ништо. Ништо не заслужуват. А посебно од тие у парламентот што се. Партии не делеме. Никој ништо не заслужува. Нека обрнат малку на земјоделецот и на производителите. Според вас како да се зголеми тогаш довербата во работата на судството? На судството само затварање у затвор, друго ништо. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Судството не треба да добие поголема плата, затоа што не си ја врши својата работа. Јас 18 години се тужам за свое собствено земјиште, што не можам да си го повратам. Затоа што во Судскиот совет има луѓе што се корумпирани. Тоа сакам. Дали со зголемување на платата ќе се намали корупцијата? Не. Тие си добиваат мито затоа што си ја вршат својата работа која на луѓе кои треба да им ја завршат, нели? Како да ви објаснам? Ако имаат високи примања, ќе имаат ли потреба од мито? Не. Јас работам таму каде што работам и не примам мито, а си ја вршам работата. Дали ме разбирате? Така. Значи, совеста на луѓето е многу побитна отколку се друго. Според вас како да се зголеми довербата во работата на судството? Да си ја вршат својата работа, ама тоа многу тешко оди. Така. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија и вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Дали ќе може малку погласно да зборувате?
Може? Да, добро е, повелете, ве слушаме. За вие судиите што зборувате? Да, за зголемување на коефициентот на платите, дали треба... Ништо ни зголемување, ни да постојат тие од 1 до 1. Јас се јавувам од Кавадарци, му украдија дома при Јаве у Велес, ми викам сите алишта ми украдоа, он вика си собрала од некаде ти украдиле алишта и ништо не ми дадоа, не покрена ни постапка, ни ништо. Вие сите се поврзани и тие што крадат ги наградуваат уше. Дали доколку се повеќе платени би работеле подобро? Каква плата, бре, не треб ни плата, треб да си избркат тие, да се заменат некаде, да се доведат други човеци, судии, прави судии. Јас удела на суд за дете за издржавка, па како суделе од Кавадарци се јавувам. Вие сега не се е поврзано, нема ни судство, нема ни ништо, само за пари. Ако му стиснеш у джепот 500 или 1000 евра, ќе те поминат, ако не, ќе те кутнат. Ако имаат високи плати, дали ќе имаат потреба еве да взимаат колку сакат да имат високи плати, они се е поврзано таму, сите се роднински поврзани и не работат ништо. Добро, значи прашањето е заслужуваат ли повеќе пари нашите суди, да или не? Не, ни тие што ги взимат, треба да ги вратат. Така, благодарам многу за јавувањето од Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Се јавувам од Кичево. Голем поздрав до кичевчани. Вака сега. И два пати да му е зголемите платата на судиите, пак ќе биде исто, не можете за магнатите големи кои му даваат по огромни пари во корист за да не одат затвор. Многу добро се знае тоа и џабе зборуваме. 1% судството има доверба во Македонија. За нас решение како мала држава да се плаќаат судии од надвор, кои нема да бидат партиски или вакви или такви, тогаш можеме да добиваме правдина. Од овие ништо. Горат автобуси, болници, што знам, се влегува во мана, во ова, петарди се продаваат по улици, убиства по улици, одиш, на сото ден на врата влегуваш, од друга излегуваш. И да не правиме муавет. Ништо од сето тоа. Меѓутоа, го повикувам мојот сограѓанин, идниот премиер на Македонија, Николче Петревски, да се јави, тој ќе ни каже што треба да правиме. Тој е најпаметен. Мора да го слушаме тој што ќе каже. Друго не пери ништо. Да, еве и да ви го поставиме и вам прашањето на Инстаграм, што го е објавено, заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Се исклучи гледачот. Добро, ќе видиме што ќе одговори следниот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да, намали. Намалете го целосно, повелете, ве слушаме. Дали се слушаме, се исклучи овој гледачите. Уште една напомена, како велат, повторувањето е мајка на знаењето, така да ќе мора да повториме. Секој кој што ќе се вклучи во Црвена линија, имајте во предвид веднаш да го намалите тонот целосно на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Благодарам. И до сите гледачи на Телма телевизија. Значи, судството во нашава држава е катастрофално. Го има допрено дното и малце и го има дури и пробушено дното. Ние секогаш ја се подам од старите поговорки, ама овде старава поговорка што кажува сложни калуѓери во петок мрсат, пошто денес е петок, овие сложни суди, обвинители, адвокати секој ден мрсат. Така да судството имам и јас предмет 10 години, кој што уште не е решен, се работи за експроприација на патов овој што се гради Кичево. И каде што еве и тешко дека ќе се реши.
Друго прашање. Дали ако се зголеми коефициентот на платите, ќе се зголеми ефикасноста тогаш? Не, тоа не оди право пропорционално. Тие судат по директива. Ако некој што го постави му се јави и му наложи како да пресуди, тоа ќе пресуди. Ако не одат само се шетаат на работа, има еден судија во Охрид, спомнам, него го крстуваат 500 евроски. Не знам дали името да му го кажам. Не, затоа што тој за 500 евра се може да пресуди. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Па за ова судство, што ќе кажеме, никако ни награда, они заслужуваат и ништо. Случаи има, например, јас сум работел во Центро. Центро 30 години уште судството не го расчисти. Тој бандитот Смиленски без имиња ве молам и навредливи зборови. Кажете ми дали ви се чини дека можеби ако се повеќе платени... Како навредливи, тој е таков човек како навредливи. Значи, имаме етички код во црвена линија, јавно да не се спомнуваат имиња, бидејќи барем за јавноста не е докажано дека тоа е така. Но и ве кажете ми дали мислите дека ако се зголемат платите ќе се зголеми ефикасност? Како зголемување на платите? Они имаат награди од тие тајкуни што користат и зимаат све, што уште плати да им дадеш поголеми. Па дали ако имаат поголема плата нема да бараат награди? Тоа не е прашањето. Ако имаат поголема плата нема да имаат потреба од награди. Какви награди бе, тој не зависи од платата, тој само зависи од тајкунот што да си земе нешто, да си искористи. Он плата, не живее тој од плата. Какви плати, какви бакрачи. Тие живеат све од провизии. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер, господине Тале. Еве, ако се зголеми коефициентот на да му дајме и милион платите... евра плата на тие што не се праведни судии, пак ќе бидат неправедни, пак ќе бидат корумпирани, значи не е до парите, до свеста е, до каква душа има тој, каков човек е тој. Тој ако нема чувство со праведност, со честност, со вистината, тој не е до парите, дај му милион евра, пак ќе биде ист. Малку ќе му бидат милион евра, ќе бара 2 милиони евра да има плата. Сега нека знаат сите судии, дека не се најголеми судии, нели? Има еден кој е најголем судија на сите судии. Тој ќе суди на сите нам со каква мера сме суделе, со таква мера и тој нам ќе ни суди. Кога и да е, секој од нас ќе се представи пред тој судија, нели, прв и најголем, а поготово, нели, овие кои, нели, биле корумпирани, неправедни, злобни, кои ја предавале Македонија, нели бил судија, уставен судија. Според вас заслужуваат ли повеќе пари нашите суди? Какви пари, бе? Требаше Бранко, имаш и тој чувство, тогаш, нели, ко кажа пипците на октоподот СДС, ги има и во судство и насекаде, но тие пипци останаја. Само насно се пренесо синови и керки, и сна и зетови се во тоа судство. И затоа Македонија страда. Тие се ем најпривилегирани, ем најголеми душмани на Македонија. Благодарам за учеството. Дојде и времето да ги погледнеме рекламите. Ајде сега време и да погледнеме како одговорија Инстаграмџи. Оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, заследете не веќе од понеделник активно земајте учество во нашите анкети. На прашањето денес заслужуваат ли повеќе пари нашите суди, со да одговорија 13%, а со не одговорија 87%.
Како и да е, тука да се заблагодарувам за учеството во ова издание на Црвена линија, но не бегајте никаде, останете со мене, бидејќи за многу кусо време ќе почнеме и со најгледаниот квиз заврти на Телма и од причина, нели, сме нагледани со оглед на тоа што многумина од вас активно учествуваат и секако покрај добрата забава освојуваат и многу вредни награди. Денес е петок и точно некаде пред овој викенд доделуваме како главна награда една правосмукалка, што значи сега е моментот и малку да подкажеме и да ви помогнеме да дојдете до оваа супер вредна награда. Ке има вакви прашања во квизот. Градот Женева лежи на бреговите на Леманското езеро. Под кое друго име е познато ова езеро? Ке има и вакво прашање. Колку полиња има во играта X0? Како се вика густо сварен сируп од шира и шекер? И еве уште едно прашање. Со кое име бил нарекуван Иран се до 1935 година? Се гледаме и слушаме секако за многу кусо време, ќе врти тркалото, така да останете со Телма со мене и да се префрломе во мојата втора канцеларија.